Председателот на Обединети за Македонија Љубе Бошковски се сретнал со новиот мандатар Зоран Заев, на кого му понудил кадри за, како што вели, демократизација на Македонија. Бошковски во интервју за ТВ21 не негираше дека е можна коалиција или соработка помеѓу Обединети за Македонија и Социјалдемократскиот сојуз, единствено потврди дека остварил средба со Заев и му ги понудил своите партиски капацитети. Да, сме сретнале со господинот Заев и ние немаме никаков проблем нашите кадри, способните луѓе од нашата политичка партија да ги понудиме како кадри кои ќе допринесат за демократизирање на државата и со својата стручност, со своето политичко животно искуство да понудиме луѓе кои навистина ќе помогнат во овој тежок период во кој се наоѓа Република Македонија. Бошковски во интервјуто вели дека ДПМН е завршена работа, а кога ќе се расчистело со оваа ситуација ќе дошло време кога членови на партијата ќе се оградувале и ќе кажувале дека никогаш не биле членови на ВМРО. Коментар за ставовите на Бошковски имаше и ветеранот Мане Јаковлевски, еден од основачите на ВМРО ДПМН, кој вели дека и Бошковски, и Ѓоргиевски и Ангелов молчеа за тиранската платформа и за обидите за промена на името, химната, грбот и знамето на Република Македонија. Приметете, тројката политичари на дугме никаде ги немаше кога се создаваше тиранската платформа. Не кажаа ниту збор за обидите за промена на знамето, грбот, химната, кога се обидуваа да воведат двојазичност, да не прогласат како род и држава за геноцидни. Никаде ги немаше да ја заштитат Македонија, а еве ги сега да расправаат за ВМРО ДПМН. Луѓето имаат обврски кон некого и еве сега е времето кога ќе пробаат да ги завршат. И воопшто не сум зачуден, туку само изненаден што чекаат толку. Јавноста неодамна имаше можност да ги погледне и видеата на кои се гледа како Бошковски нелегално ја финансирал својата кампања за изборите во 2011 година на сметка на државното име. На видеото Бошковски нуди промена на името на земјата доколку тој дојде на власт. Јас се викам на како тепам некоја греснемо, викам кого праша ти за Република Македонија, Скопје. Охриѓаните ги праша, битолчаните се му праќам на патриотската карта за да ги добијам неговите гласови. Тој игра на лажна карта, ме разбира. Јас се ќе кажеш ти, например, јас сега ќе глумам малце лудило, нема не да, зашто Лјупчо најотворено се лигави Лјупчо на што го прави, па не е ни добро ни за Грција. Јас мислам така. Викам мора да се смени името, Северна Македонија оптимално решение и јас не го коментирам, јас играм на патриотската и после сигурно. Мислам, слушам ти кажам. Ќе решим од Бадена со тебе заедно програма. Мислам, не, мислам Северна е перфектно име сега, нема тука, тоа е еден географски поем што дава само тоа. Ништо така не. Да бидем искрени. Ништо не се. Политичката партија на Љубе Бошковски на изборите во 2011 година освои околу 20.000 гласови или 1,50% од гласовите, со што не успеа да освои партеничко место. Веднаш по изборите Бошковски беше уопсен под сомнение за нелегално финансирање на кампањата. Тој беше осуден на затворска казна во траење од 5 години, која отслужи во затворот Идризово.